Кога градежната екипа во оваа стамбена зграда во Сиетл, во сојузната држава Вашингтон, ќе заврши со својата работа за денот. Со работата продолжуваат два автономни роботи поддржани од вештачката интелигенција. Роботот вози во секоја просторија, ги вчитува плановите на подот и знае каде ќе бидат зидовите. Додека се движи низ просториите, прави фотографии со висока резолуција од 360 степени. Потоа ги прикачува фотографиите на платформа каде што со помош на вештачка интелигенција се прават анализи кои потоа им се представуваат на проектниот тим. Кога роботите беа представени на персоналот пред 3 месеци, како дел од пилот проект со работка меѓу градежната компанија Skanska и бостонската Nextera Robotics, некои беа скептични. Првично не бев сигурен дали тие ќе можат сами да се движат. Не сум видел робот кој може автономно да маневрира околу градилиште кое постојано се менува. Секогаш има работи на патот. Постојано има како некој влегува и излегува, но тие прават навистина добра работа. Фотографиите направени од овие роботи поминуваат низ модел на вештачка интелигенција, обучен да препознава илјадници објекти поврзани со изградбата, така што инженерите на локацијата и дизајнерите кои не се таму може да го следат напредокот на зградата и да ги идентификуваат потенцијалните опасности. Ги анализира и вели добро што гледам овде. Дали зидовите се обоени или се работи за гипс картон? Дали таваните имаат рамка? Дали е обоен бетонот? Дали е инсталиран и изолиран воздушниот канал? Ги бара сите овие работи и потоа ги обработува во нашата онлайн платформа, па ги прикажува на разбирлив начин. Лицата на работниците се заматени на сликите направени со роботи, за да се заштити нивната приватност. Водачите на проектот инсистираат на роботите, за да им помогнат на луѓето со мачни или опасни задачи, а не да ги преземат нивните работни места. Роботот на луѓето многу им заштедува време, само зашто времето што би му било потребно на човекот за да помине и да направи ниво на фотографии со коинзистентност е повеќе од 40 часа неделно. Да се биде во можност да се следи напредокот меѓу сите занаети на станбена зграда од 31 кат и 324 станови, како што е онаа во Сиетл, тоа е само нешто што би одземало исклучително време и многу тешко за еден човек да го направи тоа. И покрај придобивките од технологијата, градежните компании беа бавни во прилагодувањето на алатките за вештачка интелигенција, но Жермен смета дека ова ќе се промени. Градежната индустрија е зрела за што повеќе вклучување на роботиката во иднина. Мислам дека роботите секогаш ќе работат рака под рака со луѓето на работните места, како алатка и придобивка. Не мислам дека тие ќе го преземат процесот на изградба сами. Жермен вели дека поширокото усвојување на вештачката интелигенција за оптимизација на процесите, увиди во реално време и проценка на ризик во градежништвото е само прашање на време.